За нас е Борчат International Marketing Agency, кој е еден од луѓето што се на повеќе начини вклучени во Creative Hub. Најпрво би сакала да позбориме за тоа како дојде до соработка со Creative Hub и нешто повеќе за твојата фирма да ви кажеш. Ви благодарам на поканата. Па накратко, самите почетоци кој Creative Hub беше отворен како бизнес и нов концепт на неформална едукација во Македонија, бидејќи и ние тогаш бевме во самите почетоци на нашата компанија, тоа беа некаде 2 години постоевме, имав колега кој што работеше со мене, сакаше да се запишува на академијата и пробавме да оствариме некаква соработка, дали за размена на искуства, бидејќи искуството на фаундерот е исто големо на Creative Hub. И така се случи таа спонтана соработка, потоа тоа што јас го работев во моментот беше интересно, па бев повикан на гест предавање и од тогаш имам една успешна приказна која се надевам ќе трае. Сега сум веќе и редовен предавач на Академијата за дигитален маркетинг. Одлично. Твојата фирма моментално има доста луѓе вработени. Да. Поточно 17 и се уште расне бројката. Да. И морам да те пофалам, конкретно имаш земено 7 студенти на пракса, од кои повеќето се вработени. Па од 7-6 се вработени, ќе беше и 7-миот студент вработен, но реши да смени работна позиција во друга насока да ја развива својата кариера. Како си задоволен од искуството и знаењето што го добиле студентите кај нас? По со оглед на тоа дека јас им предавам, така да имаат проширени знаења. Јас секогаш гледам со моите предавања кои ги имам тука на академијата да се надоврзам со другите колеги кои предаваат, за да може да имаме една комплетна синергија на потребните дигитални вештини за кога тој студент би завршил академијата да може да се пласира на пазарот на трудот. Дали е тоа по тоа што се истакнуваат студентите на Creative Hub? Да. Конкретно, да. Значи, верувам дека го поддржуваш неформалното образование. Да, па пред да почнеме интервјуто имавме мала дискусија. Јас сум поборник дека образовниот систем како што ни е во државата, мислам, тој што е државниот, мора да се реформира и дека токму неформалното образование, веќе се формални има и се акредитирани, може да научат повеќе герилски вештини. Бидејќи во формалното образование се оди by the book, и тука не можеш многу да научиш. Некој студент така што се истакнал да посочи? Тоа е првиот студент, Благоје Камиларовски Рогин, инаку исто член на групата Легија, која беше порано активна. Тој е првиот студент и од првата група, мислам, на Creative Hub. Имаме успешна соработка. Благоја сега за неколку дена прави 3 години од кога е кај нас и моментално е директор на Sales Operations. Одлично. Да. Некоја порака до останатите работодавци или до студентите? Па инвестирајте во Human Capital, бидејќи компанијата постои само на хартија. Луѓето ја прават компанијата. Ако имате тим кој има добри вештини, нормално не напоменав дека и кога ги имав предавањата, правевме групи на Viber, исто имавме и многу неформална комуникација со студентите, бидејќи сите предавачи се отворени. Има и дружба, тој тим најчесто ако земете повеќе луѓе или имаш од компанија луѓе, се зголемуваат и нивните интерперсонални вештини, комуникација се поотворени и замислете сега вашите вработени да дојдат во една таква средина, да може да развијат повеќе вештини, подобра соработка на проекти, на реални проекти, тоа би го пресликале во вашата компанија. Така. Ти благодарам, Борче.